Во Кичево се одржа обука економско јакнење на жените. Повеќе на оваа тема од мојот колега Бранислав Стојановски. Женската граѓанска иницијатива Антикод Скопје од предизвестно време во Кичево започна да реализира еден проект со наслов Економско јакнење на жените во Кичево. Токму за овој проект мој денешен соговорник во утринската програма на телевизија Мега е господица Јасмина Дејановска, која што е и председател на Комисијата за родова еднаквост при општина Кичево, воедно и советник во Советот на општина Кичево. Господице Дејановска, може ли еве на почетокот да ни одговорите како започна да се реализира овој проект токму во Кичево? Здраво на почеток, добар ден на сите. Значи, Женската граѓанска иницијатива Антико од Скопје, како иницијатори за започнување на овој проект, кој што истовремено се започна и во општина Кичево и во општина Битола, на почетокот направија една анкета на територијата на општина Кичево, на која што се изврши со таа анкета, значи, добивме со резултат кои жени од нашата општина се невработени. Сега, според резултатите од анкетата, процентот за нас е голем процент на невработени жени. Значи, од прилика испитаници, значи, во анкетата биле на возраст од 18 до 55 годишна возраст, при што околу 40% од испитаниците се пријавуваат во завод, меѓутоа не се вработени. Додека 85% од овие испитаници кои што се пријавуваат не биле запознати со ниту една квалификација и доквалификација кој што била организирана во рамките на Заводот за вработување во општина Кичево. Овој проект е со цел да се зголеми свесноста кај невработените жени, дека според законот исто за еднакви можности, дека постои рамноправност помеѓу мажите и жените и дека и за жените постојат услови и начин да најдат работа. На почетокот Антико спроведовме 3 циклуси на обуки и овие обуки беа спроведени токму во салата за седници, каде што на сите 3 обуки беа присутни членови од Комисијата за еднаквост помеѓу мажите и жените од општина Кичево, членови од регионалната стопанска комора во Кичево и граѓански здруженија, како и членови или вработени од Заводот за вработување при општина Кичево. Откако помина овие 3 циклуси на обуки, значи ние се договоривме работата да продолжи, при што од таму е извлечен еден акцијски план при кој што ние треба да го реализираме и токму поради тоа се спроведуваат понатамошните активности и ќе се спроведуваат во општина Кичево. Која е целта на овој проект? Што е главната цел? Според законот за еднакви можности помеѓу мажите и жените, сформирана е комисија и нормално и секоја општина има ваква комисија, која што е составена, најпрво ќе кажам, составена е значи од членови од советот, значи советници, при што доаѓаат од различни политички партии. Понатаму е составен и од координаторот, кој што е главен двигател, да рече, на оваа комисија, кој што е државен службеник мора да е вработен во општината Кичево. При тоа комисијата, значи, заедно во соработка не може ништо без граѓанските здруженија кои што доаѓаат од нашата општина, кои што заедно ќе иницираат понатамошни активности. Меѓутоа на претходните обуки кои што исто така ги организира Антико, Женската граѓанска иницијатива Антико, се донесе еден акцијски план кој што носи активности или наречени пилот мерки кои тие треба да ги спроведуваме понатаму. Една од тие активности ќе спроведуваме на 9 февруари 2016 година и ќе биде пишување на мотивационо писмо за невработените жени. Значи, ние претходно мапиравме 15 невработени жени кои што ќе бидат присутни на таа обука и ќе научат преку експерт од Скопје, ќе научат како да напишат едно мотивационо писмо доколку сакаат да аплицираат некаде за работно место. Другите обуки продолжуваат на 10 и 11 февруари, исто 2016 година, кои што исто ќе ги држи еден експерт за бизнис планови или бизнис идеја. Исто така учествуваат 15 жени невработени,
кои што ќе научат или имаат идеја да отворат некое, значи имаат некаков бизнис план, дали да отворат некоја приватна фирма, дали негде со некого да се здружат, било како. Значи ќе научат како полесно, на полесен начин да го направат тоа. Спроведувајќи ги овие обуки, каков исход вие очекувате? Дали присутните жени кои што ќе бидат на овие обуки ќе имаат поголема перспектива, да речеме, во однос на отварањето на нивен бизнес? Па јас се надевам дека ќе имаме присутни жени како што ги планиравме и еве моментално веќе пратам еден апел до сите невработени жени кои сакаат да аплицираат, да имаме оставено контакт телефон, да не контактираат, значи, и да се пријават. Како за исход, значи очекувам дека тие невработени жени дека ќе им се зголеми свесноста и дека ќе има некаков план за во иднина и ќе научат многу нешто од експертите кои доаѓаат од Скопје со цел, значи, таа рамноправност заедно со мажите да се изедначи. Тоа нормално дека не може од веднаш да се направи, меѓутоа дека ќе им се родат и некои плюс идеи кои што би можеле во иднина да ги реализираат. Како председател на Комисијата за родова еднаквост при општина Кичево, кои други активности ги планирате за наредниот период? Па ние според акцискиот план кој што е направен, значи во текот на значи тој е потпишан за 2 години, 2016 и 2017 година, и има повеќе активности како да се истакне, една од нив е како да се истакне жената на пазарот на трудот, понатаму како тие се поставени како стратешки цели, понатаму како да се зајакне самодовербата на жената на пазарот на трудот, и имаме уште неколку активности кои што се надевам ќе ги реализираме во текот на овие 2 години. Исто така, морам да напоменам дека тие ќе ги реализираме не само од нашата комисија, значи мора да бидеме на терен, да работиме заедно со граѓанските здруженија, кои што досега и многу ни помагале. Господице Дејановска, јас ви благодарам за вашето гостување, ви посакувам многу успех во вашата работа. Почитувани гледачи, тоа беше разговорот со Јасмина Дејановска, председател на Комисијата за родова еднаквост при општина Кичево, околу најавениот проект, односно обуки во рамките на проектот Економско јакнење на жените во Кичево.